Добар ви ден, почитувани гледачи. Денеска ќе се ја насладиме душичката. Денеска е токму време, ден и момент за нешто сладко, вкусно и традиционално. Затоа се погрижи нашата верна гледачка да имаме еден убав и нов, но сепак традиционален рецепт за денешниот ден. Тоа е колач со кокос. А ни го испрати госпоѓата Васка Дамјановска, булевар Авној, 70/63, Скопје. Со овој традиционален колач со кокос ни е потребно 100 грама кокос. Многу е ефтин и го има во сите продавнички, големи, мали маркети, каде да сакате. Потребни ни се 5 јајца. Потоа 5 супени лажици шекер. Значи на едно јајце, една супена лажица шекер. Понатаму, потребни ни се 15 супени лажици брашно. Едно пакетче прашок за печиво, едно пакетче ванилин шекер, 100 грама ситно насечкани суви смокви. Ако немате, можете да ставите 100 грама суво грозје, 100 грама ореви, она што ќе ви се најде дома. Да не ги комплицираме работите. 2 до 3 супени лажици какао. Потоа имаме млеко, 150 мл млеко и 100 мл масло или 1 децилитар масло за јадење. И за шербетот ни е потребно 200 грама шекер, 2 децилитри вода и една кора од изрендан лимон, а сокот од овој лимон ќе го ставиме во шербетот. Многу едноставно се приготвува и ајде да се фатам за работа. 5 јајца ќе ги искршиме и ќе ги ставиме во садот во кој што ќе ја матиме смесата за овој колач со кокос. И уште една замена која што е добро проверена. А доколку немате кокос, а имате дома ореви, тогаш сомелете ореви и повторно ќе го имате истиот колач, меѓутоа со вкус на орев. Ги ставам 5 супени лажици шекер. И сега почнувам да матам со оваа моја лажица за матење, да добиеме една густа смеса од јајцата и шекерот. Еве колку треба да биде густо, затоа што има само 5 супени лажици шекер и нормално е дека не може да добиеме таква густа маса. Ова е малку поретка. Го додавам брашното. Повеќе не ми треба оваа маталка. Ја земам дрвената лажица. Мешам се додека убаво не се растопи во шекерот и во јајцата брашното. Го додавам кокосот внатре. Го додавам маслото, млекото, и сега внимателно ќе промешам со бавни движења, да не ми излета кокосот од тавата. Минутка до 2 мешате. Ги додавам ситно сечканите суви смокви внатре.
ванилиниот шекер, едно пакетче прашок за печиво, и кора од лимон, кој што претходно е добро измиен. Колку е убава ова комбинација на кокосот со ванилиниот шекер и со кората од лимон. И верувале или не, колачот е готов. Сега следната постапка. Тавата во која што ќе го пече. Број 26 или број 28. Ако сакате да биде повисока, користете број 26. Пониска број 28. И остана тука малку масло, таман колку да го подмачкам плехот. И сега две третини од смесата ќе ставам во плехот. Во едната третина од тестото ставам какао. Рерната во кујната на едно село е веќе подготвена. Ке се пече на температура од 220 степени. Еве каква боја доби тестото со присуството на какао и ќе го нанесеме така како ни доаѓа од озгора. Нерамномерно. За да биде колачот шарен. Така. И така. Нашиот колач со кокос е веќе подготвен за печење. Не можам убаво да го завртам да ви покажам затоа што ќе ми прелеа од плехот. 220 степени, а потоа ќе намалам на 200 или 180 се во зависност, значи колку ви е силна рерната. И ова додека се пече, ќе си подготвам се за приготвување на шербетот. Откако ќе се испече колачот студен, шербетот врел, ќе го попарам. Машала, машала, еве го испечен колачот и веќе изгладен, можам слободно да го држам во рацете и сега е моментот да го подготвам шербетот. Ќе почекаат колачите. Во мало тенџерче ставам 200 грама шекер, 200 милилитри вода, многу малку да врие, минута до 2, потоа ќе го исцедам овој лимон и лимоновиот сок ќе го додадам во шербетот и ќе ја попарам оваа торта колач со кокос, а претходно ќе ја пресечам. Сега одам во кујината на едно село да го зогријам шербетот. Ќе го насечкам на коцки. Шербетот зовре, ќе го попарам и ќе го оставам 1 час да отстои. Убаво да влезе шербетот во колачот и потоа ќе можеме да го пробаме.
Еве го веќе на трпезата колачот со кокос. Нешто прекрасно, прекрасно. Додека го вадев од тепсијата и редев во чинијата, пробав малку. Се восхитив, одамна не сум пробала толку нешто многу вкусно. Не ми е потребно ни вилушка, ни нож, со рака. И повеќе од убаво, се ги верувам на ќерка ми Граци кога ќе проба нешто сладко и кога ќе преврти со очите. Прекрасно, направете го. Веднаш по емисијата направете го овој колач. И викам, што не викав така за се во Тајван. Овдека навистина имам голема причина за тоа. Ве поздравувам, одлично одговара. Голдка бело десертно вино со овој колач со кокос. И да ви препорачам, бидете храбри и издржете за се она што не можете да го промените во вашиот живот. Така секогаш ќе бидете победник. Довидување до следната емисија Вкусот на традицијата. И не знам што попрво, дали да пијам или да јадам. Сепак за колачот сум.